Добра вечер и убава вечер од Владо Павлов. Неколку јавувања и повеќе пишани пораки каде што се споменува цвеќето на животот. Јас би ви се заблагодарил на сите и воедно би посакал будно да ја следите целата состојба, затоа што во наредниот период нели започнуваат одморите, а за нас нема да има одмор до август. Треба да направиме одредени припреми за кога ќе завршат одморите, да настапиме за сето она што е правено против мене како Владо Павлов. Значи, будно ќе ја следите целата состојба. Многу од работите ќе се одгонетнуваат. Сето она што сум го започнал сам со одредена група на луѓе од целиот свет ќе го завршам, бидејќи навистина нешто за кој што се сомневаме ќе имаме за цел да ви го доставиме. Околу македонизамот и околу украденото цвеќе на животот или цветот на животот, повеќе од сигурно е дека веќе имаме докази дека не се работи за отомански символ, бидејќи од 10 век па наваму отоманите немат ваков символ, кој што го символизира нели Исус Христос, и се сомневаме дефинитивно, како и досега, на пара музеи на Македонија, пара на археолози, пара интервентни полицајци од ВМРО довлечени од посебната, каде што секаде тие се пуштани, нели, кај што е потребно. Други нема способни полицајци во Кочани, туку само една група која што е организирана и секаде ги пуштаат за завршување на одредена акција, и покрај сето она што се правеше во Кочани, ќе ги напоменеме истите беа најспособни пулс да го средат, ама како што гледате, го средија многу убаво сите. Значи, имаме докази од наши пријатели надвор од Македонија и објаснуваат дека се работи за одреден символ, кој што символ е познат како многу символ кој што е познат во исламот како геометрија на исламската уметност. Значи, уште еднаш, геометрија на исламската уметност нема никаква поврзаност со пронајдениот доказ цветот на животот. Затоа што исламската геометрија или геометријата на исламската уметност представува сложена форма на геометриски украс кој што се само среќава во исламската уметност и архитектура. Потекнува од 10 век
и цвета во Персија, Централна Азија и Блискиот Исток. Ова е доказ уште еден дека оние лица за кои што ќе бараме, како што баравме од основно јавно обвинителство Кочани да се врати, и се уште не сме известени дали цветот на животот е вратен, за да докажеме дека не се работи за отомански символ, надгробен, како што умеат да кажат одредени лица кои што после одморите ќе ги бараме со име и презиме од основно јавно обвинителство и малку по жестоко ќе нападнеме со повеќе докази против овие паралелни структури на Музеј на Македонија, против овие паралелни структури во ОВР Кочани, паралелни структури во Основен суд и секаде каде што е во прашање Владо Павлов. Како што гледате, УЈП и одредени лица 13 години не го посетиле Пулс, ама кога беше во прашање Агапи Кочани, секој ден беа овде. Не наоѓам мана, истото го направија и со Агапи Прилеп, каде што не помина месец дена, струја однемува и одма се пуштаат во потера за да се прави она што никаде не се прави, ама со Владо Павлов е се можно. Значи, уште еднаш, ова представува оние символи кои што се поврзани со символите од геометријата на исламската уметност, немат никаква поврзаност со пранеденото свеќе на животот, за кој што е информирано ОВР и за кој што дотичниот Паско Кузман е бил уште во 2005 година и го оставил на милост и на немилост. Владо Павлов и екипата нема да прекинат. Нашите сомнежи реално не водат до степен до високо. Затоа што знаеме која беше екипата, знаеме кој беше во претходната влада, има повеќе пати доваѓано во Кочани, знаеме одредени лица кои што се поврзани со Семир Илирски, каде што ќе започнам со одредени вклучување во живот да ви докажам која е целта со илиризамот, или во превед да ви докажам дека илиризамот е тука за да се наметне наспроти нашиот илијанизам или македонизам. Затоа ќе ги прашаме сите нив, за кои што се сомневаме дека цветот на животот е во високо поради одредена екипа на луѓе кои што учествуваат со приватни парцели и откупување во високо и во поглед на значењето на цветот на животот пред оние туристи кои што доаѓаат и кои што треба да медитираат таму, затоа што веќе високо е само бизнес, таму духовно нема ништо. Затоа и не се спротиставија на вистината кога баравме за летна рамнодневница да ни покажат кои пирамиди во високо се поклупуваат со пирамидата на Сонцето и кои пирамиди ги затемнува пирамидата на Сонцето за време на заоѓањето на Сонцето на 21 јуни ова година. Значи, такво нешто немаше и нормално дека нема, затоа што затемнувањето кај нашите пирамиди во Кочани започнува од север кон југ, а додека кај нив најверојатно треба да започнува од југ кон север. Затоа што све е обратно таму. И од тука, мојата битка ќе ве молам да ми оставете само на мене и нешто што барам од вас е да ги пренасате информациите, ако нешто споделувате
или пишувате, да не се губе значењето на она што јас сум пренесел. Ке се борам за цвеќето на животот и покрај сите нанесени трошкови и покрај сето она што е праено врз Владо Павлов, се додека не го вратиме и се додека не го осветлиме градот Кочани. Затоа што тоа е доказ дека Кочани е град на светлината. Барам и затоа сум побарал мир, затоа се повлекувам од многу активности, си ја гледам само Феникс програмата, со новите производи. Мојата цел е Феникс органите да бидат како и досега и во иднина најдобри во цел свет. А за кои што сведочат сите оние голема армија, сите оние наши пријатели, армија на наши пријатели кои што ги имаат услугите од Феникс Мак Орган. Значи, уште еднаш да докажеме дека цвеќето на животот или цветот на животот никаква поврзаност нема со геометријата на исламската уметност. Дали ме разбирате до овде што сакам да ви објаснам? Затоа што она што се прави со години уназад и децении и милениуми со Македонија мора да се прекине. Мора да се прекине затоа што, например, ние немаме одредени лица кои што ќе застанат во одбрана на сето она, што значи македонизам или илијанизам. И затоа македонизамот или од претходно илијанизамот некој сака да би го наметне како илиризам. Дали ме разбирате до овде? Значи не смееме да дозволиме илиризамот да се наметне на сметка на македонизамот и илизамот, на кој што главната цел на Семир Илирски е таа. Ние имаме поврзаност со илиризамот и со илирите. Не велам не. Уште од првиот момент кога биле по обното руно. Во тој временски период, пред Тројанска војна, не постоело во вакви димензии Јадранското море. Што значи дека имало земјен пат кон Италија. И ако ги бараме илирите, треба да ги бараме кај етрурците. Затоа многу пати сум кажал дека ако постои илиризам на ова тло, тогаш дефинитивно треба да се вика Илјадата и Илиријада. Зошто инаку би се викала Илијада и Одисеја, а не се вика Илиријада? Затоа што едни од Илијадите или од Илија, кои што сакат да ни го наметнат Илир, сме и ние македонците кои што потекнуваме од коренот на Илија или на Илјадите. Затоа и ова пара структура од Музеј на Македонија, и не само во Музеј на Македонија, секаде имаме пара структури. Пара структури имаме во полиција, пара структури имаме во основни судови, во обвинителства, секаде каде што имаме некој одреден систем. И таа пара структура е толерирана од секоја влада. Секоја влада игра со нив. Јас овие 5 години, борејќи се со сектава, значи, косава ќе ви се најжи кога ќе почнувам да зборувам вистината за сето она што прави ова пара структура во Македонија. Така се поврзани лица од овара, лица од суд, обвинители, извршители, нотари,
адвокати. Значи не знам, не можам да ви објаснам во кој свет се живее и како го издржува овај терет македонецот. Јас се заинатив. Не дека не можам да излезам од Македонија. Не дека не сме почитувани надвор од Македонија. Него се заинатив дека ќе одам до крај. Бидејќи сите македонци не се исти како мене. Ваков терор е страшна работа. Значи ние, ако некогаш постоела жолтата куќа во Косово, денес имаме легална жолта куќа. Иди кај нотар, потпиши за твоите органи, например. Легален рекет преку кредитите. Ама не се криви тие кои што го прават сето ова пара структура. Криви сме ние и оние кои што сакат да бидат кабадли и што велат битолчани и кои што сакат да бидат видени. Демек нема да живееш ако не живееш у куќа со базен. Нема да живееш ако немаш джип. Надпреварот меѓу сите нас, кој е поголем од поголемиот, доведе до сето ова. Да ова пара структура секаде во секоја пора на општеството е. И да ве лажат пара структури од Музеј на Македонија. А немат право да го изнесуваат додека трае истрагата. Тие треба да дојдат во Кочани. Од толку што многу работат, на 31 декември се пушта кривична, тие на 31 декември за нова година истражуваат и пронаоѓаат дека цветот на животот бил отомански символ. Никаде исламот нема отоманскиот цвет или исламот нема цвет на животот како нивен символ. Затоа што многу исламски традиции, покрај тоа што многу исламски традиции избегнуваат представување на човечки фигури во религиозни контексти. Значи никаде го нема Мухамед. И нивниот геометриски дизајн станал мокен начин да се изрази убавината, единството и бесконечната природа на создавањето. А нашиот символ, цветот на животот, од христијанството го представува Исус Христос. Тоа е околу битката која што потајно ја водиме и ќе ја водам. Нема да застанам, затоа што знам што значи, затоа што сме го чувале 20 години, затоа што било чувано 20 години и е срамота да биде украдено од пара структури во денешна Македонија, кои што се секаде, во секој сегмент, во секоја пора, во секоја клетка на ово општество, пред очите на сите вас, молчеливи македонци. Те молам, Љупчо, да не разговараме за пожарот. Доволно зборев на таа тематика. Така да, дали е наменски или не, имаш профил, дај ги твоите докази. Ако ме следиш, Љупчо, јас од првиот ден пишувам за Пулс. Дали е наменски или не, што е, како е, би сакал само да ми ја напишеш твојата струка и оно што би ти дознал нешто повеќе во сето оно што се случувало. Значи,
Можеш слободно да пишуваш на твојот профил и да докажуваш дали е наменски или не, што е поентата, како е, така натаму. Јас само споменав за одредена екипа на наменски, нели според нив, од посебната полицајци од ОВР довлечени, кои што секаде се на едно место. Ке треба да дојдат кај Владо се, ке треба, како дипломиран правник, Лјупчо сега може, како дипломиран правник, што вие знаете за експлозија, како настанала експлозија кој што сите ја премолчуваат? За да дојдеме до дали е наменски или не е. Значи, вие велите дека е наместен пожарот. За да биде пожарот наместен, Лјупчо, како дипломиран правник, треба да ни докажете. Значи, ако е наместен пожарот во Пулс, тоа е идентично како што беше наместен атентатот на Киро. Кај што самиот тој си го прави атентатот. Значи, за да има наместен пожар, за да има наместен атентат, мора да постои екипа која што ќе ги чисте трагите, кој што ги чисте трагите на сето она што се случува. Значи, треба да знаете, не само да зборуваме лаички. И утре ќе кажете, да, Владо Павлов каже дека пожарот бил наместен. И не ми беше поентата да разговарам за пожарот. Значи, вакви чаршишки мобети, имало коли, имало ова, дошле од БИА, ги испратил Тома Фила, ги испратил Вучич и така натаму, може да си ги задржиш на својот профил. Така да, некои работи, ако не ви се познати, а некој работел во одредени служби како специјалец и одма што ќе забележи, гледа дека тоа не е пожар право и право. Значи не си во право дека тоа е наменски пожар. Дел од покривот не паѓа од пожарот. Затоа ќе ве молам како дипломиран правник да ги следиме другите работи кои што се поврзани во институциите и многу е поубаво да кажете сега Лјупчо како дипломиран правник за овие сектачки здруженија и за овие параструктури кои што ги имаме секаде. Како дипломиран правник треба да знаете за поврзаноста на правници, на судии, на обвинители, на нотари, на извршители, на адвокати, за да му го цицат, за да цицат крпта на овој измачен македонски народ. Значи, вие се изнервиравте, ај толку велите. Еве, јас ве прашам за друго нешто. Дали вие како дипломиран правник ќе ни кажете на нас македонците дали постои секташка организација кај вас правниците? Кои што се во судство, кои што се во обвинителство, кои што се нотари, кои што се извршители, кои што се адвокати и така натаму и така натаму. И дали вашата структура како дипломиран правник ја цица крпта на овој измачен македонски народ? Ве прашувам, еве, јас од вашата структура, од вашата струка, Лјупчо. Вие ме прашавте од мојата струка за наменски пожар, тоа си го вие велете. Јас ве прашувам сега по вашата струка. Дали како правник постои во вашата фела од правници одредена секта која што е пара институциите и действува сама за да му ја цица крпта на овој македонски измачен народ, господине Лјупчо, како дипломиран правник? Ама вие знаете да речете, ај толку. Па дури сте и нервозни. Мојата тематика не беше пожарот. Мојата тематика беше дека одредени лица од ОВР довлечени не само наменски, можам слободно да кажам за нив, се биле на
места по потреба, тие се нели од посебната, најспособни и били исто така и во пулс. Тоа ми беше поентата. За наменски дали бил пожарот или не, еве ти кажи. Имате, правник сте, иди објасни. Направете, докажете дека е наменски бил пожарот. Еме, јас ве прашам за тематиката. Дали постојат правници во Македонија кои што завршиле римско право од Рим до денес, а немаме претходно ние ништо, не постоело ништо пред Рим овде на овие простори во Македонија, и дали правниците со римско право има одредена група на правници кои што направиле параправничка структура која што е секаде за да му е цица крвта на овој измачен македонски народ, Љупчо. И како ќе се помогне на овој народ, кој што е ставен во лабиринтот меѓу извршители, судии, адвокати, а сите заедно. Секој чест на поединци. Ама постојат многу правници од твојата фела кои што се во параправничка структура и кои што му ја цицат крвта на овој измачен македонски народ. Доволно е да биде малку разбуден и одма се почнува. Како правник, дали има право да се изнесува од ова Радовлочани или од Основен суд Кочани наводен артефакт од отоманскиот период, се додека му трае истрагата? Значи, уште зборуваме за пожарот. Љупчо, ве прашам друго нешто. Слободно, ако сакате, идете, дојдете, поднесете што треба, кажете кои се тие полицајци што ја затвориле вратата, зошто ја затвориле. Значи, упорно разговараме за нешто кој што ти е дадено најверојатно со цел за да си дојдеш до тоа ти што го бараш. Еве како правник, докажете дека е наменски пожарот, докажете кој затворил вратата. Зашо е затворена вратата? Дали Љупчо, како правник, додека се врши истрага за одреден артефакт, има право да биде изнесен од ОВР или од Основен суд? И зошто го нема се уште, за да го докажеме спротивното дека тоа не е отомански символ, затоа што отоманите имаат други начини на представување на нивната геометриска исламска уметност. Или ќе ве чекаме, Љупчо, да ни кажете па нешто за пожарот? Дали имало цијановодород? Дали тие се хемиски изгореници? Ајде, те чекаме како правник дипломиран да ни кажете. Затоа што не сакате и избегнувате да го кажете она за кој што е тематиката денес. Јас твоите текстови ќе ги објавам утре и ќе барам од Ојо Кочани да се произнесе по тебе како дојава дека вие знаете, Љупчо, дека бил наменски пожаро, вие знаете, Љупчо, кој ја затворил вратата, вие знаете кои коли доваѓале од Србија, нели? И јас сите овие текстови твои утре, рано наутро, ќе ги објавам под дојавен глас и јас ќе застанам да ги представиме на ОЈО-ГОК, за да докажете вие, господине Љупчо, дека пожарот бил наменски, дека децата се изгорени наменски, дека имало лица од ОВР Кочани кои што ја затвориле вратата наменски, дека постоеле милиони работи. Значи, како дипломиран правник,
твоите текстови што денес вечерва ги пишуваш, утре под допрен глас ќе бидат представени во ОВР Кочани, дека вие знаете, господине Љупчо, како дипломиран правник, нешто што треба да ви испрашат и да го кажете пред лицата кои што се одредени за работата која што е поврзана со дискотеката Пулс. Значи, уште еднаш, твоите текстови утре ќе ги штампам, ќе ги испечатам и во понеделник ги носам во основно јавно обвинителство во Кочани, како дипломиран правник, да се произнесеш таму, да докажеш дека пожарот е наменски, дека децата се изгорени наменски, дека наменски мало коли од Србија, дека наменски мало полицајци од ОВР Кочани кои што ја затвориле вратата, и така натаму, господине Љупчо. Така треба да работиме. Ако се разбираме, ако се поштуваме и ако имаме докази, треба да ги представяме таму. Значи, не ме интересира вас кој ефтов. Вас со твоите текстови, еве сега ги повикувам моите лица кои што го следат, да ги испечатат одма и у скриншот да ги чуват пораките твои, да ги дадеме у понеделник у основно јавно обвинителство за наменски дека децата биле запалени, наменски дека имало полицајци кои што затвориле вратата, наменски дека имало коли претходно кои што вртеле низ Кочани, наменски дека бил пожарот. Значи, господине, дипломиран правник, така и така имам одредени активности во понеделник во основно јавно обвинителство, кај Борче Јанев, пошто е одговорен, обвинител од Кочани, у скриншот ги повикувам моите пријатели, моите соработници, сите твои текстови у скриншот да ги земат за да ги испечатеме и да ги однесеме во основно јавно обвинителство Кочани, да ве представиме, да дојдете, да ве сослушат и да кажете за сето ова што ние не го знаеме, дека пожарот бил наменски, дека наменски некој затворил вратата, дека наменски имало автомобили од Србија и така натаму. Ќе ве молам, господине Љупчо, да не играме фантонима, остави ги твоите податоци, оставете ги вашите податоци, ќе ви ги представиме вашите аргументи во основно јавно обвинителство во понеделник и што треба, ако треба нешто да помогнеме ние како македонци, тука сме за тебе, господине Љупчо, да помогнеме и да докажеме вистината ти кој што ја кажуваш, онаму кај што треба да се представи, а тоа е основно јавно обвинителство Кочани кај јавниот обвинител Борче Јанев. Слободно пишувајте колку сакате, сите твои текстови ќе бидат однесени во основно јавно обвинителство Кочани кај јавен обвинител Борче Јанев, од допрен глас да ве повикаат на разговор и вие да дадете докази, да дадете докази што треба и како треба. Значи, запишани са вашите пораки, запишено е се, наменски пожар знаеме многу убаво што значи. Овде завршувам да имам полемизација со тебе, затоа што цело видео го потрошив за тебе и морам во понеделник, навистина, кај јавен обвинител Борче Јанев, да ги однесам сите овие твои текстови испечатени, како дипломиран правник, да ве повикат, да дадете докази од каде вие знаете дека дискотеката Пулс имало, дека пожарот во дискотеката Пулс бил наменски. Македонци, овде ги завршувам моите полемики со дипломираниот правник Љупче. Уште еднаш ве молам неговите пораки кои што ги пишал да се стават на скриншот, да ги испечатаме и да ги однесеме, јас ќе ги однесам во понеделник во основно јавно обвинителство Кочани, па таму нека докажува почитуваниот Љупчо дека пожарот бил наменски и се тоа што ни го представува.
Значи, наменски пожар знаеме што значи. А покварен си, тоа дома можеш да си кажеш ти, Љупчо. Имаш дома фамилија, таму да кажеш кој е покварен, кој не е покварен. Јас само те цитирам тебе. Тебе те цитирам тоа што го пишуваш. Понеделник, овие текстови ќе бидат во основа на јавно обвинителство, таму се докажувајте дали е пожарот наменски или не. Околу ова тематика за било што е тука, значи, те молам да прекинеме, Љупчо, што има напишано, ти што тврдеш, што не тврдеш, како тврдеш, си има јавно обвинителство, таму кога се расправај, таму разговарај, јас таму не ти се мешам, брате Љупчо. Имаш завршено и дипломиран правник, па можеш правнички да го поведеш целиот процес и да помогнеш на овие родители во Кочани. Знаеме многу убаво што значи наменски пожар. И сега вие велите дека е наменски пожар, јас вас ве цитирам, јас сум бил покварен. Добро, покварен сум. Во секој случај, мило ми е да го завршите пулс, мило ми е во основно јавно обвинителство Кочани да ве повикат, како дипломиран правник, да докажете зошто пожарот е наменски во Кочани и зошто наменски имало возила, така натаму и така натаму. Околу доказите кои што се поврзани со Македонија, ќе докажеме дека цветот на животот нема никаква поврзаност со геометријата на исламската уметност. Дали тоа е наметнато за да се сокрие некоја одредена вистина, дали цвеќето на животот бил параван за сите проблеми кои што ги правеле со Владо Павлов, дали тој претрес е направен како параван да се земе, да се отуги цветот на животот кој што е поврзан со вистината за Кочани како град на светлината. Тоа го докажавме со летната равнодневница и со пирамидите кои што се во Кочани, а посебно со заоѓањето на сонцето, каде што пирамидите кои што се југоисточно од пирамидата на сонцето се затемнуваат од правец север кон југ. Таа геометрија, тие математички формули кои што ги знаеле древните македонци, се представени во Кочани и никој до сега не мрдна со прст, нема проблем. Така да, ова што ние го докажуваме, ќе се бориме и понатаму да го докажеме. Овој клучен доказ за Македонија е потребен, бидејќи никој нема право денес да ни го спорува Филип, Александар, Архелај први, Пердика први, Александар втори, Александар први, Филип први, Филип втори, Аминта и така натаму, да не ги набројуваме плејада на македонски цареви. Никој нема право на приватна собственост на нив, дека тие се само нивни, а не и наши. Најмалку дека ние сме дојдени зад Карпатите, како што кажуваше покојниот, само нарачател на свој собствен атентат за да го уништи македонецот. Господине Љупчо, твоите текстови ќе бидат однесени да докаже што е наменски пожар. Дали ја лажам или не, твоите текстови, така да не си интересен повеќе. Таму се докажувај, кај Борче Јанев, јавен обвинител во Кочани и во основно јавно обвинителство. Ќе бидат однесени да докажеш за наменскиот пожар. Ти велиш, што сега? Ја лажам, овој лаже, оне лаже. Не знам.
Не може, другчие не може. Значи мора да работиме со вистината. Мораме да работиме со информацијата. Еве јас стојам позади тоа и се борам да докажам дека цветот на животот не е отомански символ. Значи не е поврзан со отоманската геометрија на исламската уметност. Мојата тематика беше цветот на животот и Кочани како град на светлината. А поврзаноста на параструктурите во Македонија, каде што се и кај тебе, и кај вас ги има во правниците, и во судство, и секаде, тоа е друго што требаше да ни го кажеш. Како му се цица крвта на овој измачен македонски народ, преку извршители, преку нотари, преку правници, адвокати, суди, обвинители, лица од ОВР и така натаму и така натаму. Дали имам ја врска со Мосоко или не, Борче Јанев ќе каже. Вие тврдите дека пожарот во Кочани бил наменски. И треба да докажете. А јас имам право затоа што ти ми влегуваш во мојот дом. Мојот Фејсбук е мој дом. И ми велиш дека пожарот во Пулс бил наменски. И имам право јас да те пријавам. И ќе те пријавам, Љупчо. Да докажеш зошто е наменски пожарот во Пулс. Не знам што е проблемот. Дали ја дојдов на твој профил? Дали ја дојдов дома кај тебе? Ти дојде кај мене. Ти дојде на мојот профил. Мојата тематика е друга. Ти се нафрлуваш и ми збориш за пожарот бил наменски. Па докажи таму кај што треба. Нема потреба да докажуваш кај мене на мојот профил. Докажи во јавно обвинителство, во основно јавно обвинителство Кочани кај јавен обвинител Борче Јанев, зошто пожарот е наменски. А и вреѓаме сега, нападот е голема одбрана. Абе, многу сте паметни сите, бе. Нападот е голема одбрана, вреѓаме сега. Па сите знаат што гледат дека ти објави, дека кажа дека пожарот е наменски бил. Ти кажа дека бил наменски пожарот. Има убава вечер, Љупче, дипломиран правник, продолжете. Значи, оној кој што вреѓа, на кој што нападот е голема одбрана, припаѓа на она Генекс програма од минатото. Не знам дали знаете што е Генекс програма. И тие веруваат дека уште ако вреѓаат, ако маловажуваат некого, дека македонецот ги подклекне на нив и они тоа ќе го направат толку перфектно да го уништат. А самите се откриват на кого служат. Дали јас и вие го вреѓавме господинот Љупчо, дипломираниот правник? Јас го правам наменски. Си стое многу убаво тоа што си го пишал, у скриншот, извадено е, така да понеделјак, основно јавно обвинителство Кочани, Љупчо ќе си има подопрен глас, кој што треба да докажи, така натаму и така натаму. Може сега сам да си пишуваш и сам да си разговараш со себе и да вреѓаш колку сакаш. Затоа што вие и друго ништо не знаете, кога ќе ве фатат во тесно, вие само знаете да напаѓате, нападот е голема одбрана и да вреѓате колку сакате. А се уште чекаме како дипломиран правник да ни кажете дали ке вашите колеги правници по римско право има пара правничка структура која што му е цица крвта на овој измачен македонски народ, господине Љупчо, како дипломиран правник.
Вие можете колку сакате да уценувате со тужба за клевета, то си е твое и ваш проблем, али треба прво да кажете зошто дојдовте во мојот дом и зошто одма на тематика која што ја имавме по друг основ, за друга работа, вие наметнавте за пожарот дека бил наменски направен. Затоа македонци не ја бива Македонија. Поради тоа што многумина ќе се јават и мислат дека со вреѓање и нивната титула, која што им е многу голема, нели? И мислат дека народот ќе верува на се што правеле до ден денес. Така да останете ми во здравие, во мир, љубов и хармонија. Нашата битка ќе продолжи онаму каде што треба, во докажување на македонизамот, во докажување на илиадизамот, а не во илиризамот, затоа што Илир е едно, а македонизамот или илиадизамот е друго. Така да на Балканот турците се познати како илири, староседелците на Италија. На друго место се познати како рашани. Во Египет се познати како копти. Што значи дека денес на ова тло во Македонија имаме народ кој што не е поврзан со илиризамот како што сакаат да го наметнат, и народ кој што е поврзан со нешто друго, а тоа е со македонизамот. Јас го завршувам ова моје видео. Абе, оставете го, нека си пишува, пише, брише, оставете го господинот Љупчо. И има титула дипломиран правник, ќе си каже. Човекот ќе си каже таму кај што треба. Јас, ако има потреба, ќе застанам во одбрана на сето она и да докажеме, ако стварно има докази, бидејќи судот бара докази, нели, бара опипливи докази, ако стварно има докази дека пожарот бил наменски, сите ние треба да застанеме во одбрана на Љупчо. Ама тоа треба да го докаже таму. Така да јас имам уште малку време да ви ја представам вистината која што сакам да ја представам, која што е поврзана со Македонија и оно што сакат да го наметнат како илиризам. Значи, поздрави ги браќата Љупчо кои те испратиле, више тастатурата не знам како издржува од твојата негативна енергија, па гола вода, па ова, па клевети, уште што нема да се слушаме. Продолжи слободно. Тере, брате Љупчо, пиши, немам никаков проблем. Што сакате, пишете си слободно вие, дојдени сте во мојот профил, пишувајте како сакате. Морам ова да го прочитам. Јас сум исти бил како сите што Македонија уништиле. Браво. Добро. А ти, херој Љупчо, го дипломиран правник, не си ист? Продолжи, пишувај, уште. Пишувај. Значи, едно што е поврзано со Македонија, за кој што во следните видеа ќе ви докажам за украдени артефакти од Мородвис,
каде што еден од украдените артефакти е риба и кој што е денес во музеот во Софија. Како стигнала треба Паско Кузман да ни каже. Артефакт пронајден во Мородвис, а се наоѓа денес во музеј во Бугарија, во Софија, каде што се имплементира како прстен на бугарското христијанство од почетокот на христијанството. Него мојата цел беше за рибата да ја докажеме како што сакаме цветот на животот да се врати во Кочани, да го доистражеме, да се направи музеј, затоа што цветот на животот има нешто друго кое што е поврзано, па дури и оние 144 што ги споменуваат од Откровенија, така да поврзаноста кои што се биле како тотеми во вид на риба или на кит, се поврзани со нашата символика која што е поврзана со водата. Што значи дека рибата или преку рибата доваѓаме до поврзаноста на почетоците на христијанството кое што е поврзано со Исус, затоа што првите 300 години не бил крстот како символ, туку била рибата. А јас би кажал и дека рибата е символика кој што ни го представува и дворецот Пехарник, кој што дворец е поврзан со Бела и со раѓањето на Александар Македонски, дека е возможно дека истиот тој не би можел да се роди на територија на денешна Грција, туку на територија во денешна Македонија, каде што треба да е дворецот Пехарник, дворец кој што треба и постоел во Македонија за чување на божественото знаење. Божественото знаење од христијанството е познато како Светиот Грал. И истиот тој е во областа Ематеја, а Ематеја била област во древна Полнија. Што значи дека ако одеме по вистината за Ематеја и поврзаноста на дворецот Бела, не Пела латински или илирски, значи Пела е илирски израз, а додека македонски или од поколението на илјадите на Илија е Бела. А зошто е Бела? Затоа што истата таа е поврзана со белиот оган, каде што најстарата Бел Агнија или илирски Пелагонија е била на територија во источна Македонија, тоест денешно Особово. Значи Бел Агнија, белиот оган, кој што е исто така символ кој што е поврзан со исто како и водата, како водата е елемент, е представен и оганот од оние 5 елементи кои што се поврзани со етерот. Или во превод, оганот ја представува страста и интуизмот. Не џаби, не случајно, нашата мантра е поврзана со сонцето и со водата. Така да, еден од тотемите кој што му се припишува на белиот оган или на Бела е фениксот или грифинот. Така да оганот, ако го бараме, нели, така што оганот ако го бараме, боговите се поврзани се припишуваат со сонцето, каде што го представуваат оганот со себе идентично на Аполон. А неговата ознака е ованот, значи прв и почетен, кој што е поврзан со нешто друго за кој што ќе разговараме во наредните периоди.
Јас ве поздравувам, останете ми во љубов, мир и хармонија. Бидете повеќе љубов, борете се за правдата, борете се за вистината. Нека ве вреѓаат колку сакат вакви нарачани профили, кои што ви доваѓаат дома, затоа што знаеме дека нападот е нивна одбрана. Освен да напаѓаат, да вреѓаат, тие друго ништо не знаат. Така ги учеле за времето на нивниот живот. Нека биде тоа нивна култура, ние ќе ги прифатиме сите со љубов. Затоа што и уште зборува Љупчо за пожарот, нема проблем, продолжи Љупчо. Ние ќе те читаме. Можеш да и кога ќе заврши видеото, можеш и уште да си пишуваш, и цела вечер да пишуваш за пожарот. И да вреѓаш колку сакаш. А можеш и да плашеш. Само сте заборавили една работа. На слабата алка кај македонецот е тоа што не се плаше. Ни од смрт, ни од казни, ни од нарачени сценарија, ни од било што. Символиката која што е поврзана со цвеќето на животот е етерот, македонци мои. Етерот кој што е поврзан со оние 4 елементи, а јас би го споменал на пример и воздухот, кој што денеска ни е најбитен и кој што е онаков како што е, поради кој што имаме одредени проблеми здравствени, поради кој што онкологија е полна. Значи, спојот помеѓу белани е поврзан со оганот и водата и ни го дават воздухот кој што е секаде околу нас. Воздухот е флуиден, невидлив е, ама сепак ние го дишеме. Тешко можеме да го измериме и да го спакуваме во одреден калап. На воздухот му се припишува истокот, пролетта, зората. Пример од египетската митологија на воздухот се припишува Хатор. Кај нас од македонската митологија се припишува на Бела Зара. А вие знаете дека постоje во Македонија Бела Зара. Според мене, како Владо Павлов, Бела Зара е област, а не само, како што ни кажуваат, дека е Свети Николе, меѓу кои што и Свети Николе припаѓа на таа област Бела Зора или Бела Зара. Така да, овдека можеме да ја пронајдеме и Артемида од митологијата, која што се владетели со мислите, умот, разумот и мудроста. Затоа, ако го бараме Александар, Филип или било кој, треба неговата поврзаност да ја бараме преку Артемида, која што е мајка Божја пред христијанството и пред она што го знаете денес како мајка Богородица, за кој што апостол Павле држал предавања и уништување на еден култ кој што бил во тој временски период на Артемида, а на сметка на Артемида воскреснување на мајка Богородица, поради кој што знаете дека тие кудења направиле и да биде спасен од толпа луѓе кои што го гајле и го почитувале култот на Артемида, кој што е едно од главните божества поврзано со древните македонци, меѓу кои и Филип и Александар. А додека боговите или богињата на морето и месечината ја споменуваме поврзана со морето затоа што е поврзана со плимата и осеката, најмногу од све им се припишува божеството на љубовта, светлината, која што е мајка над мајките, препознатлива од древната митологија Афродита, римската Венера,
мајка Богородица од христијанството. Тука е исто така и представата на дворецот Бела, кој што бил пехарник, дворец кој што го чувал божественото знаење или светиот грал од христијанството. Каде што ни символизира сребрената боја и тиркис плавата боја. А додека оганот, кој што е поврзан со белагон или со пелагон, за кој што пред малку ви кажував, тоа е белагнија или белиот оган, каде што не случајно во Битола ние отворивме белагнија. Како водата, исто така елемент е и оганот од 5 елементи. Многу битен елемент, затоа што оња представува искрата на животот наш. Значи, оганот ја представува искрата на животот наш и околу нас. Самото негување и одржување на оганот нас не промени од животни да постанеме луѓе. Во внатрешниот свет, оганот ја представува нашата волја, креативноста и енергијата. На оганот се припишува летото и попладнето, како и јужната страна. Тотемите кои што се поврзани со оганот се фениксот и грифонот. Или боговите и богињите од тој временски период обично се припишуваат на сонцето, каде што ни го представуваат како оган, со себе идентично на Аполон. Мислам дека разбравме нешто и мислам дека ја свативме поентата која што е поврзана за еден доказ кој што е од суштинско значење за Македонија, доказ кој што и те како треба да биде поврзан, затоа што огненото сонце или пирамидата на сонцето секогаш би одговарала на злато. А додека пирамидата на месечината одговара на среброто. Овие работи, ако сакаме ние да ги презентираме и ако сакаме да докажеме вистината за ова цвеќе на животот, треба да знаеме и да истражуваме митологијата или треба да го истражуваме божеството по кој што верувале нашите древни македонци во тој временски период. Ако ние не знаеме кој е било основно божество во тој временски период, ние нема да знаеме ни како живееле, во што верувале и на крајот како би требало да бидат нели и погребани. Иван 1.1. Во почетокот беше Словото, а Словото било со Бог и Словото беше Бог. Он во почетокот бил со Бог. Сите нешта се направени со помош од Него, а без Него ништо не е направено од она што постои. Со оглед на фактот за постоењето на примарните клучеви за проектирање на дадената материја, во првата реченица од создавањето, од постанокот, можеме да гледаме поинаку на митската приказна која што е за Адам и Ева, содржана во создавањето. Затоа што и цветот на животот е поврзан со создавањето. За да дојдеме до создавањето, потребно ни е да имаме некоја одредена наша имагинација околу дрвото или и околу цветот на животот. Еве за дрвото. Дрвото представува двојна спирала од левата страна која излегува како дрво.
Не знам што да кажам виш. Ау, докаде оде бесот на човекот и на одредени луѓе. Ау, веќе ги жалам. Љупчо, ти треба кислородот, не го троши. Премногу јаглерен диоксид имаш во себе. Ти треба кислород во крвта да го исчисти јаглеродниот диоксид од тебе и да направиш една добра белодробна вентилација за да бидеш смирен. Така да долната спирала од дрвото на животот секогаш ќе ги представува корењето. А горната лисјата. Така што ова дрво на животот ни го дава божественото знаење за доброто и злото во рајската градина на Адам и Ева. Историјата за Адам и Ева добро може да не упати на начинот како да изградиме материјата од етерот. А сето тоа е запишено во цветот на животот. Од кој плачам, бе, љупче? Веќе си сме. Треба и вакви. Не вреѓам, ти помагам. Исчисти го јаглеродниот диоксид од крвта. Премногу имаш CO2 во крвта. Зголеми го количеството на кислородот. Не е вреѓање. Направи добра белодробна вентилација во себе. Диши слободно. Ако продолжиме вака да дебатираме, ќе верувам на истерувањето од рајот. Или истерувањето од рајот започнало како од единството на Создателот. Неговата вечна свесност, етерот, создаден првиот облик на Торот. Дали знаете што е тоа првиот облик на Торот? Дали зборуваме за некој етер? А неговата презентација е цветот на животот, за кој што е мојата тематика денес. А не дали пожарот бил наменски или не. Мојата тематика денес е цветот на животот, кој што е првиот чекор во креацијата со создавањето. А тоа не го представува повторно цветот на животот. Првиот чекор во креацијата со создавањето, а во исто време одвојување од хармонијата. Така да се тоа ние можеме денес да го објасниме преку овој значаен клучен доказ за Македонија. И се тоа можеме ние денес да го објасниме како одвојување од еднаквоста и преминување во илузијата на физичкиот свет, навидум на некои неповрзани делови. Идентично како ја ова би го поврзал со еден интересен факт и тврдење на археологот Хауард Мидлтон, кој што исто така има пронајдено на влезот од арката на богатството, светилиште кое содржало камени плочи на кои биле запишани 10 наредби.
кој Бог му ги дал на Мојсие од Библијата. Според овој археолог, влезот можел да се најде во големата пирамида во висорамнината Гиза. Создавањето, каде се најдобро чувале, создавањето каде што најдобро се чувала тајната, а воедно треба да ни обезбеде точни детали и методи за отварање на одредени врати од тајниот скриен премин. Ако одеме по се това и се водиме по овие докази од овие археолози, ќе дојдеме до заклучок дека влезот е поврзан со некои други активности во Македонија и дека истиот тој бил откриен со помош на книгата Екзодус. Пошто Лјупчо вели дали сум ја читал Стариот и Новиот Завет, еве јас велам дека Екзодус е книга која што може да не доведе до многу одредени сознанија денес, затоа што Бог дава детални инструкции на Мојсие за изградбата на арката и за чување на 10 наредби. Исто така, ако се позанимаваме со Екзодус, ќе дојдеме и до многу ситни детали кои биле користени за конструкцијата на големата галерија. Мораме да се водиме со одредени наши активности, мораме да се водиме со доказите за етерот, затоа што и самата арка како што е представена морала да биде од кристал. Затоа и цветот на животот не е камена фигура, туку е фигура која што е направена од кристал. Затоа ние не правниците ќе се бореме, ама имаме правници кои што ќе ни помагаат, имаме адвокати кои што се докажа овие 5 години во ова битка што ја водиме со ова параструктура, за кој што Лјупчо ништо не ни пиша за параструктура, дали постои во Македонија на правници, на лица во судство, на лица во обвинителство, на лица кај нотари, извршители и така натаму, ама за пулс се изнапишавме се. Па почнавме и да врегеме, али да. Не мораме да се вратиме во времето на ерата на овенот, затоа што она што доаѓа со ерата на водолија е идентично на ерата на овенот. И најмногу од све треба да го почитуваме воздухот. Воздухот е најбитен од се. Оти ако немаме воздух во себе, како што кажав пред малку, ќе имаме зголемено количество на CO2 во крвта и нема да имаме добра белодробна вентилација. Ако ние немаме добра белодробна вентилација, во нас ќе имаме револт, ќе имаме нервоза и ќе бараме некој да најдеме за да можеме да земеме од него малку енергија, тоа што се обидуваат некои личности вечерва, ама нема да ја дозволам да земат енергија, нека си барат на друго место, имат дома фамилија, имат соседи, имат пријатели, таму нека си бараат енергија, затоа што освен што сум ја читал многу пати Библијата и Куранот сум го читал, каде што вели ако ти влезе шејтанот, ти зима умот, срцето и разумот. Тоа значи
според Владо Павлов, дека CO2 навистина е шејтанот ке сите нас луѓето и дека е истиот оној кој што влие на создавање на повеќе болести кои што доаѓаат поради зголеменото количество на CO2 во крвта и онај оксидативен стрес или она стресна состојба која што е причинител за многу болести. Останете ми во мир, љубов и хармонија. Никогаш не си ме почитувал Љупчо, така да тие филмови страшно ме разочара, зачувај си ги повторно дома, сигурно има семејство, не кај мене, ти кажав дека не пали тоа твое што го пишуваш вечерва и многу од такви како тебе, затоа што не ми значи ништо. А ја можам слободно да кажам пред сите мои браќа и сестри македонци дека никогаш ти Љупчо не си го почитувал Владо Павлов и тоа не носи никаква тежина што си го пишал дека страшно сум те разочарал. Со дух, ум и фанатизам за Македонија, етерот ќе го воскреснеме, ќе докажеме вистината. Не подпаѓате под влијание на некој кој што има за цел да ви земе енергија, а не да ви даде. Не подпаѓате под некој кој што денес ги видовте на дело, на кој што нападот е голема одбрана. Не подпаѓате под влијание на други такви лица кои што веруваат дека се богови светци и во името на Бог и светец може да зборуваат, да пишуваат што сакат, да линчуваат, да убиваат и така натаму и така натаму. Ве сакам сите љубов и само љубов, највеќе љубов за дипломираниот правник Љупчо, кој што мене не ме разочарал. А дека Павлов Љупчо го разочарал, вечерва нема да спијам. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија, ќе се бориме до крај за вистината.